Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Зоран Заев, Зоран Атанасов и СДСМ скоро половина година го загрозувале здравјето на граѓаните, бидејќи Агенцијата за храна и ветеринарство не вршила никаква проверка на безбедноста на храната која што се конзумира во Република Македонија. Скоро половина година граѓаните конзумирале храна која можеби била целосно небезбедна по нивното здравје. Во периодот од 5.6.2019 година до 11.11.2019 година, односно повеќе од 5 месеци, не се спроведел мониторинг согласно Законот за безбедност на храна од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство во Република Македонија. Ова до мене се документите, односно договорите кои што го докажуваат целиот пропуст. Почитувани, скоро половина година Агенцијата за храна и ветеринарство во наведениот период немала склучено договор со Факултетот за ветеринарна медицина за лабораториски услуги за ветеринарно јавно здравје за следниве мониторинг програми. Под 1. Мониторинг за присуство на резидио и недозволени супстанции кај живи животни, производи и производи од животинско потекло. Под 2. Мониторинг на микробиолошки критериуми, безбедноста и хигиенската исправност на храната од животинско потекло, мониторинг на критериумите за сурово млеко кај мозни грла и мониторинг на антимикробна активност. Под 3. Мониторинг на квалитетна храна од животинско потекло, безбедноста на храната за животни и на безбедноста на нус производи од животинско потекло. Почитувани, во овој период скоро половина година никој во државата не знаел каква храна јадат граѓаните. Дали месото е со антибиотици и тешки метали, дали млекото е со афлатоксини, антибиотици и лош квалитет, дали јајцата биле третирани со органофосфорни соединенија или имало можно присуство на генетски модифицирани организми, односно биолошки контаминирана храна. Ова е катастрофална негрижа за безбедноста на храната и здравјето на граѓаните во Република Македонија. Зоран Заев и Зоран Атанасов мора да одговарат за ваквата негрижа кон граѓаните и нивното здравје. Го повикувам јавното обвинителство да отвори истрага и да утврди дали во наведениот период имало штета по здравјето на граѓаните во Република Македонија. Ваквата неодговорност и негрижа ќе биде казнета после 12 април. СДСМ никогаш повеќе не треба да се случи во Република Македонија. Ви благодарам на вниманието.